кажи и направи нешто добро за Македонија. Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште една емисија насловена како кажи и направи нешто добро за Македонија. Денеска се наоѓаме во Малешевијата, поточно во градот Берово. Гости ќе бидеме во фабриката Агромакс, која што е прва регистрирана сушара за брендирана македонска сува слива. Ќе зборуваме со господја Габриела Арсова Милошевска, која што е сопственик и управител на Агромакс. Останете со наша ТВ. Почитувани гледачи, како што веќе најавивме, се наоѓаме во компанијата Агромакс. Разговараме со незиниот прв човек, тој е со доктор господја Габриела Арсова Милошевска, која што е управител и сопственик на Агромакс. Ние како екипа сме прв пат тука, но господја Габриела не е прв пат на фреквенцијата на наша ТВ, па еве за почеток ќе посакуваме добре дојде. Господја Милошевска, добре дојдовте во Кажи и направи нешто добро за Македонија и благодарам што не удостоивте со едно прекрасно гостопримство. Добро најдов. Пред се сакам да ви посакам и јас вам добар престој во нашата компанија, да ги поздравам гледачите на наша ТВ и се надевам дека оно што ќе го видат и чујат ќе им се допадне. Така, тука сме дека не сум прв пат гостин во вашата телевизија, имав чест да гостувам пред повеќе години како представник на Тензор, во тој момент разработена компанија, и еве сега со еден нов предизвик, во представување на една нова, млада компанија, еден нов, неразвиен бизнис во Македонија, како собственик и управител на Агромакс Берово. И така, кога станува збор за Агромакс, бренд кој што полека почнува да се пробива на домашниот пазар и станува препознатлив кога е во прашање здравата храна. Еве за оние кои што не чуле и не знаат што е Агромакс, како би го дефинирале, каква компанија? Пред се би сакала да кажам дека Агромакс како компанија е формирана пред 3 години и како основна дејност има преработка на овошје и зеленчук, при што основниот фокус е поставен на сината слива како стратешки наш производ, како производ кој е доминантен во регионот. Како почнавме? Имајќи предвид силното субвенционирање на нови насади сливови во овој регион, имајќи предвид субвенционирањето на самото производство на сливата како суровина и очекувањата на се поголеми прирасти и род на сината слива, имајќи имот во овој регион, имајќи покрај себе луѓе компетентни кои го разбираат земјоделието и производството, имајќи ја Агенцијата за поддршка на земјоделието и руралниот развој, имајќи една зад себе и пред себе една сериозна банка каква е Унибанка во поддршката на севкупното мое работење, и имајќи ги предвид новите трендови, како што рековте, за враќање или се посериозно едуцирање на луѓето кон користењето здрава храна, едноставно немаше начин како да не се роди идејата да го активираме капацитетот точно во оваа сфера, сушење и преработка на сина слива. И така, јас во најавата ја дефинирав како прва регистрирана сушара за сува слива во Македонија и тоа брендирана сува слива. Што значи тоа? Па видете, откако се роди идејата и тргнавме, прво нешто што направивме беше апликацијата за во ИПАРТ програмата за ваков вид производство, кое нормално повлече и размислување и набавка на една сериозна опрема, значи тоа е најновата технологија за преработка на овој производ, при што сета опрема е изработена од инокс, при што самата сушара работи специфично, тоа понатаму ќе го коментираме. И во првичните размислувања тргнавме со една идеја да направиме ладилници, нели, она што повеќето компании го работат, но читајќи, советувајќи се, разбравме дека новите трендови се сепак се движат во правец на
сувото овошје, сувите зеленчуци, што е еден нов тренд, но во исто време и враќање кон она што, како мештаните велат, и нивните баби го правеле во своите фурни, како начин на добивање производ кој е траен, кој е вкусен, кој во себе го задржал се она што е здраво, хранливо, како велат стувите материи, и кој е еден неверојатно вкусен продукт. Не застанавме на тоа само да ја осушиме сливата, што е познато вака во регионот како начин на преработка, како понатамошна суровина за преработки, туку решивме да одиме до крај, како родолюби, како патриоти, да створиме систем во кој ќе може целогодишно да се работи, а не само 3 месеци кампања, сушење и продажба, туку да задржиме луѓе, млади, да работат за нас и да целогодишно се активни, а ние да додадеме максимум вредност на производот, да го донесеме до форма на рехидрираност, во форма на извадена семка, убаво спакувано, пуштано во продажба и така. Да, според ова што ни го кажувате, вие сте една од ретките компании која што од суровина во своето производство доаѓа до финален производ, како што рековте, со максимална додадена вредност, нешто што посебно е вредно нели во еден економски систем, во едно општество каде што се потребни финансиски средства, тоа токму го изнудува една ваква работа. Колкав капацитет има Агромакс сега? Чи нам веќе инсталиравте новата програма всушност за производство, тоест сите оние машини кои што се во вашите простории, ќе ги видиме подоцна. Ќе може нешто повеќе за тоа кога беа набавени, колкав капацитет на сушење имаат во 24 часа или за еден месец. Нашите гледачи да добијат представа за тоа, значи колкав капацитет има Агромакс. Па јас ќе тргнам малку од поназад, значи во моментот во кој аплициравме за да бидеме корисници на средства од ИПАР програмата, имајќи предвид дека сепак тоа е еден процес кој трае извесен период, решивме да купиме еднотонска сушара и тоа беше многу добро решение, затоа што имавме можност во првите 2 години од постоењето на нашата компанија да ги поминеме детските болести, да се соочиме со фактот потребни добавувачи, кои, каде, како, да се екипираме со луѓе, да се прв пат значи македонскиот пазар нема друг преработувач на сува слива како финален производ и ние сме првиот македонски бренд што се однесува точно на овој производ. Така што оваа година, откако го потпишавме договорот со ИПАРТ, откако се створија условите за набавка на опремата, ние веќе имавме едно мало предискуство и веќе еден лесно промовиран бренд. Сега, ова година ја набавивме опремата, која се состои од повеќе машини во понатамошното наше дружење, нели, опремата ќе биде и видена. Интересен процес. Направивме увоз од Србија, од Шумадија, каде што е, нели, срцето на овој бизнис за Балканите, не само за слива, туку и малина и не знам уште кои други производи, бедно знам дека сливата и малината се доста како велат секој трет килограм малина во светот е од Србија и отидовме таму, разговаравме, договоривме, потоа следеше увозот, за мене новина, опрема, дел по дел, шлепери, шпедитери, секретаријат за европски прашања, одобрувања, нели така специфичен увоз, регистрирање и така. 3 месеци потрошивме на она што значи транспорт на опремата дел по дел и монтажа на истата во просториите на нашата фабрика, која располага со 2500 квадрати покриени површини, сосема доволни за она што го почнавме и она што практично е сега и носечката опрема за производство на ваков производ. Планираме перспективно да се развиваме, има простор за проширување на капацитетот, но во овој момент капацитетот со кој што располагаме е доволен за работа. Инаку,
Ако не беше еднотонска сушара, ако овозможи првата година да осушиме 10 тона слива, ако овозможи проширувањето со ладилник веќе следната сезона да имаме 50 тони, оваа година сме со далеко посериозни количини, имајќи предвид дека сушевме во онаа пробна фаза на пуштање во употреба на опремата која искористивме и да во кампањата нели осушиме што треба, со 10 тони на ден, што е една сериозна количина за млад почетен бизнис. И така, ја споменуваме сувата слива како ваш фокус на интерес. А рековте дека исушивте и пробни количества на друго овоше и зеленчук. Дали во иднина ќе проширите гамата на производи или ќе се задржите само на сливата? Чинам во игра можеби се смоквите, можеби и печурките или не? Значи, пак ќе речам, стратешки производ на нашата компанија е сливата. При што намерите се проширување на капацитетите, намерите се можеби еден дел да опфатиме од органската продукција која е многу интересна и примамлива за европските пазари. Фокусот доминантно на овошјето не е исклучен зеленчукот. Еве оваа година исушивме и едни количини на аронија, како еден наш нов производ. За следната сезона имаме амбиција да пробаме да осушиме и смоква и нешто вишна. Се надевам дека ќе ги најдеме и насадите на круша, која исто така е доста интересен продукт за пазарот. А печурката е исто еден, дивата печурка, вргањето е интересен производ за кој исто има интерес на пазарите, размислуваме да евентуално се пробаме. Да, сакам да прашам, оваа опрема го дозволува тоа, така? Апсолутно, да. Значи, опремата, пак ќе повторам, е по сите стандарди, секоја лесичка изработена од инокс, секоја маса, секој уред, така што и как се вели, ХАСАП стандардот не е имплементиран, ги задоволуваме сите услови и се нам дека со текот на годините се посериозно ќе се поставуваме како има поле за работа. Да, пазар така и. Сакам нешто да ве прашам, кога станува збор регионот Малешевија како се смета како една еколошка зона, колку тоа влијае на вашата работа и како ќе го искористите во иднина во промоција и маркетингот и производите се од оваа околина, се сушат на овој беровски воздух, се користат, чинам, отпадно дрво, кое што исто така влијае во целата приказна во насока на екологија, еколошка свест. Па ете, отворивте една убава тема, значи ние сме капацитет кој нема отпад, уште повеќе користи отпад. Како? Тоа нешто во Запад што е врв во работата на една компанија да нема отпад. Да, значи сливата 100% ја употребуваме ја сушиме и ја преработуваме. Во процесот на вадење семки, односно безкостување, остануваат семките кои ние ги користиме како припомош во загревањето на котелот за да може да функционира сушарата. Перспективно и се сме во некои преговори, се зборува за масло од јатката на семката, потоа семките како можна суровина за брикети, значи се отвара уште еден, не само да го сведеме на наш дел од енергенците, туку да добие една друга содржина, а пак откупуваме, освен што откупуваме дрво кое ни е потребно за загревање на котелот, затоа потоа ќе зборуваме нека на загревањето е индиректно енергенсот е дрво, затоа што сме во Малешевските планини, затоа што има големи количини на дрво, соседени се шумското предпријатие, но во добра мерка користиме и отпадно дрво од пиланите, со што го намалуваме нивниот отпад, а правиме заштеда едно и второ помагаме во заштита на ова убава еколошка сертифицирана средина. Што значи за нас еколошкиот регион? Значи многу. Ние дори го употребуваме во собствената реклама, пишувајќи сушено на чист планински малешевски воздух. Затоа што за да се постигне асептичност во сушарата, доколку таа е сместена во загадена средина, мора да се интервенира во процесот на сушење, да се прочистува воздухот, додека ние тоа го имаме од Бога дадено, нели? Чиста зона, чист воздух
и како тече процесот, за жал нема да може да се види сега процесот на сушење затоа што е завршен, но ги има другите фази кои што ќе ги сливата влегува во сушарата, таа има голема влажност, со топол воздух се издувува влагата, но тој воздух се налепува на производот. Значи, во тука нема загадување. Нема никакво загадување, на што сме посебно горди и секогаш кога разговараме и преговараме за производот, не забораваме да споменеме дека сме спремни да им дадеме сертификати, дека ова е не само ние сертифицирани по ХАСАП, туку самиот регион е сертифицирана еколошка зона, што ценам дека е еден голем плюс. Токму така. Еве да споменеме нешто конкретно, суровината, тоест суровата слива, од каде ја набавувате? Рековте дека дел е од тука, но чинам начнавте дека има и веќе увоз, дали е тоа вистина и како тоа, дали беше предизвик за вас да откупите македонска слива, дури да увезете слива и да преработите и сушите, спакувате и да ја продадете и се уште ја продавате? Па да, голем предизвик, рековме, зборувавме за мене се нови моменти во моето работење. Прво тргнавме со увоз на опрема. Од каде набавуваме суровина? Нормално Малешевијата ни е број еден партнер, затоа сме дошле тука и затоа сме тргнале да го развиваме овој бизнис. Факт е дека и Радовишкиот регион е богат со слива. Ова година нешто откупивме од Кумановскиот регион. Тоа е многу добро, затоа што сливата во Радовишкиот регион зрее 2 седмици порано од она во Малешевскиот регион, што ни дава простор да времето на сушење го продолжиме. Но оваа година ни се случи една, ете јас прв пат се соочив со тоа што знае природата да направи и како буквално преку ноќ може да уништи се. Значи, Малешевијата остана без ни една слива. Една ноќ имаше во која имаше голем студ, беше многу надежна, но сливата јас нема. Да. И така се соочи се еден нов предизвик, како и од каде да се најде слива. За среќа, во сите комуникации кои ги имаме и тука и во регионот, се појави еден доста сериозен и стабилен, се надам и во иднина, партнер од Бугарија. Направивме увоз на повеќе од 100 тона свежа слива, која не ја увезовме како конзумна за да ја продаваме, туку наменски, како суровина. Се надам дека со текот на времето ќе има и олеснување во увозот на свежи производи кои не се за директен пласман на пазарите да ги конкурираат нашите произведувачи, туку кои се купуваат за да може преработувачките капацитети да работат во услови кога ете во регионот имало непријатност каква што имавме ние. Тоа беше едно ново искуство, соочување со агенции за храна и ветерина, фитоконтрол и така едно нешто со кое и ќе живееме тука натаму, во извозните концепти. Тој проект е многу добар затоа што договорот е откако ќе се преработи сливата до крај, добар дел од тоа да вратиме назад на бугарскиот пазар, што воедно значи освојување на тој пазар, што за мене мислам голем предизвик, а воедно една win-win комбинација каде што и бугарскиот партнер е задоволен и ние исто како. Токму за тоа и го потенцирам ова, оти Македонија досега се преципираше како земја која што извезува суровина, извезува овошје, зеленчук, наливно вино, грозје, а сега веќе вие правите нешто ново што е за поздравување. И како што рековте, ефектите во иднина ќе дојдат. Се најдеме во ситуација на увозници на суровина на која ќе се додаде вредност и потоа ќе биде извезена. Но пак би сакала да речам, значи, многу е важно да се создаваат преработувачки капацитети. На почетокот заборавив да споменам, а сакав дека со ова наше производство можеби тие некои 300 или 500 тони, колку до 500 тони максимум, кои можеме да ги преработиме во овој преработувачки капацитет во моментот, а максимумот ќе биде 1000 до 1500, затоа што планираме да одиме до 3 тунели, можеби и не е многу голема количина за да влие во намалување на извозот на конзумната слива, но е многу сериозен процент ако се погледне пак увозот на преработена слива, затоа што ние досега увезувавме готов производ. Значи, нашата слива ќе излезе што конзумна,
што за ракија, што еве за пекмези и некои други преработки, но во добар дел истата се враќа назад како готов производ, што не е лошо. Нели секој има право да преработува и да освоја други пазари, впрочем и јас тоа истото го правам и ќе го правам, но на овој начин сепак се помага да се намали извозот на свежа слива и воедно да се намали увозот на преработена слива, што сам нека за доброто на Македонија. Токму така. Кога станува збор за работната сила, вие ангажирате вработени луѓе преку целата година. Како се снаоѓате? Почувствувате ли можеби потреба од специфична работна сила која што ја нема? Каква е состојбата на тој план овдека во Малешевијата? Генерално, не само Малешевијата, Источна Македонија се судира со проблемот на едно значајно иселување од државата, кој прави проблем. Значи, ние не сме единствениот капацитет кој го има тој проблем. Многумина се соочуваат со проблемот на недостиг на работна сила, несоодветна, значи нема школуван кадар и непознавање конкретно на овие проблематики. Во едно од размислувањето, така се на мала дигресија, ќе отидам во друга насока, една наша размислување на иницијатива која ќе ја покренеме пред општината во следниот период е да не овозможат да децата од градинката, децата од основното училиште, средношколците повремено доаѓаат да не посетат, да го видат овој преработувачки капацитет. Препорачувам и останатите, овде има доста млекарски фарми, так. Има развиена дрвна индустрија, други ентузијасти кои произведуваат производи, да се всади љубовта на децата кон природата, кон здравата храна, кон преработките, па се надевам дека од тие 100-200 дечиња кои би не посетиле, може би 20-тројца ќе посакат да станат технолози, да се специализираат точно во оваа област, може би од нив ќе се изродат 3-4 овоштари, а може би пак и ќе израснат и уште десетина вакви преработувачки капацитети кои ќе не направат посилни, ќе не овозможат еден сериозен настап на странските пазари, како нели секој за себе не толку голем, но заедно еден голем извозник на слива. Еве во овој дел од разговорот уште едно прашање, па потоа ќе се преселиме во оние простори каде што е, да речеме, доста интересно како се суши сливата. Вие сте човек кој што доаѓа од урбана средина, од главниот град Скопје, а веќе 3 години чинам сте тука. Дали чувствувате порив за враќање кон градот? Како се адаптиравте тука? Што би порачале на неколкумија ентузијасти кои што мислам дека се вратија или па купија имоти од токму во овој дел, а дојдоа од главниот град? Каква е вашата приказна? Па вака да ви речам, јас кога почнував, мислев дека ова некако ќе функционира. Јас ќе доаѓам 2 дена во седмицата, ќе се враќам во Скопје и така некако. Меѓутоа, реалноста е поинаква. Се покажа дека и така и така треба да биде и тоа топло го препорачувам на секој еден кој тргнува да развива бизнис. Првиот човек на фирмата треба да е во фирмата. Тоа е столбот на се. Без вработените не бива ништо, затоа што само тим може да направи производ. Но, ако не сте тука, добавувач, конфликтни односи меѓу вработените, нова опрема вака или онака се користи, просто е невозможно и така се случи. Јас во овие 3 години, наместо 2 дена во Берово, во седмицата да бидам 2-3 дена во месецот во Скопје. Да, голема е чуденоста што правам и како живеам. Но топло препорачувам секому кој што има можност да се врати или да отиде некаде и да создава нешто, да го направи тоа. Зошто животот во прво еколошка зона, чист воздух, здраво сонце, здрава храна, соочување со природата, тоа е еден феномен кој јас прв пат го доживувам. Да видите дека кога ќе посадите едно дрвце, дека нема следниот ден да роди.
него ќе си чекате 2-3 години ливчиња, гранчиња, 3 јаболка, 10 јаболка, че се учите на една трпеливост, кој што треба да трпеливост, истрајност, мора да нахраните, да помогнете. Дали е така и во бизнисот? Дали направите паралела? Нормално, јас ја чувствувам промената во себе, во средбите, со моите пријатели во Скопје, нели, една порелаксиран настап, една поголема воздржаност, едно поинакво темпо на живење, многу здраво и многу добро, и човек се чувствува многу позадоволен со себе кога денот е активен и физички и психички, кога нели вечерта на крајот на денот ќе си кажете да јас денес ова го сработив и тогаш е сонот здрав, мирен, спокоен. А она што велите ентузијасти, она што ме радува нели наспрам моментот дека има иселувања, па има еден интересен процес, јас само можам да зборувам за Малешевијата затоа што тука сега живеам. Например, во нашиот град има еден господин кој каде ли не во светот работел, што ли не на какви одговорни позиции, и денеска тој еден сериозен одгледувач на органска аронија со 5-6 хектари аронии и се гледа еден здрав дух, една енергија од контактот со природата. Имам пријатели кои вака ќе ги поздравам, кои се занимаваат со пчеларство и кои доаѓаат исто во овој регион. Сега се слуша, има еден скопјанец ќе гледа кози во регионов. Значи, тоа се едни нови проблесоци кои ги поздравувам и посакувам, затоа што таквите капацитети ќе помогнат луѓето да останат во регионот. Можеби не може да се задржат оние по, не да речам возрастни, него онаа генерација која е во полна снага, но оние што велам дечиња, градинка, основно, средно школа, имајќи ги тие капацитети како функционални, ќе може да размислува дека достојна работа може да најдат и во нив, или да им бидат пример што може да сработат самите. Во таа насока една порака или поговорка што чинам ја чув изминативе недели, доколку сакате да се пронајдете себе си, изгубете се во природата. Тоа е токму тоа што вие го говорите. Предлагам сега да ја продолжиме емисијата во самата сушара, онаму каде што сливата го поминува целиот процес од сирова до исушена. Ќе направиме мала пауза, останете со нас, значи продолжува емисијата во сушарата на Агромакс. Како што најавивме, се наоѓаме во просториите каде што е лоцирана, тоа е монтирана сушарата. Господин Милошевска, за што станува зборове конкретно? Веќе ја монтиравте? Мислам дека почетно беше пуштена пробно во процес на производство. Може да ни објасните како тече процесот на сушење слива? Вака, линијата која набавивме за сушење и преработка на слива практично е поделена на две и соодветно лоцирана на две различни локации. Во моментот се наоѓаме во производната хала во која доаѓа свежата слива, која потоа се инспектира на оваа лента да се провери да нема некоја ливче, да нема некоја расипана слива, оди на миење во баботерот, тоа е следната машина во линијата, која возможува да имаме што почиста слива во процесот. Тука се мие практично, така? Да, има грубо, фино миење. И потоа со лента се качува, оди во калибраторот за свежа слива, кој ни дава можност да класираме поедра, поситна и евентуално отпадна слива, која за среќа кај нас и не се носи, така сме договорени, ситните сливи не доаѓаат, кои потоа паѓаат на иноксните лесички, на двете маси кои се поставени на линијата, и тоа е првиот припремен дел на сливата пред да почне да се суши. Во продолжение е тунелот во кој се врши сушењето. Како што рековме, 24 часа е просечното време на сушење на сливата за да поминат 10 тона. Системот на работење на секој 2 часа една количка влегува, една количка излегува. Процесот е 24 часовен, нема прекинување кога ќе почне кампањата. Тоа што е значено за оваа сушара е што е системот на
грење индиректен. Значи гледате. Што значи тоа во Тоа пракса? значи дека ложиштето, енергенсот не е дел од самата сушара, да речеме да се ложи дрво или да се вбризгува топлина од нафта, туку надвор од објектот се наоѓа котларата во која е сместен котелот и потоа преку цевките се гледат горе. Нешто слично на носи парното што топла, ги имаме дома, како претпоставуваме. нешто слично на парното, дури температурите се тука некаде, се внесува Топлиот топлина. воздух, да. Тоа е двокоморна сушара во која во горниот дел има топол, нели топлиот воздух се подготвува и полека влегува и почнува да ги топли, да ги суши сливите. Не така, до која температура оди тоа сушење? Оти многу е битно за оние храниви материи кои што ги има самата слива, дали внимавате на тоа да се задржат витамините, минералите? Да. Значи, тоа се малите тајни на големите готвачи во кујната, дали ќе биде, но во рамките од 75 до 85, во зависност од видот на сливата, големината на сливата, географското потекло. И тоа е тоа, значи процесот е таков. Сливата влегува со својата севкупна влажност и содржина на сокови и суви материи, за да движејќи се низ тунелот, час по час испарува водата, и се издувува и на крајот на тунелот добиваме готов производ, кој е готов во оваа фаза, но е практично суровина за понатамошна обработка. Да. Интересно е да се напомене, оти лично јас кога го видов сето ова како функционира, мислев дека сите овие лесичи нам се викаат, се полнат со сливи и веднаш сите се ставаат па се чека 24 часа, но вие ни објаснивте дека не е така, туку процесот е тунелски систем кој што постепено... Значи, тоа што го рековте, постојат и таков тип на сушари, тоа се постари модели кои не можат да износат големи количини на слива. Тоа може да се случи со еднотонска, двотонска сушара, каде ќе ја наполните за кратко време и ќе може да се усуши сливата. Но ова е друг принцип и единствениот можен начин да толку голема количина на слива реално се преработи. Или во некоја друга прилика, надевам ќе може и тој процес да се види, затоа што луѓето дури овде припремаат една количка, првата на крајот на тунелот веќе е спремна да излезе. И понатаму ќе разговараме што таму се случува. Неможно е да се наполни тунелот и да се чека 20 часа. Така, ние за лаиците тоа е несватливо, но вие во процедура ја пуштивте пробно оваа линијачина? Да. Како се однесуваше самиот процес, како се снајдоа вработените и вие како човек кој што сето тоа го надледуваш? Тоа беше многу интересен процес, новина за мене, новина за сите нас. Разни копченца, стисни, вклучи, исклучи, се натрупале сливи, тргнале сливи, но за 2-3 дена ги надминавме сите. Човек веќе влегува во рутина и оно што е многу важно е што во фазата на пробно пуштање во работа беше присутен произведувачот на опремата со сериозна екипа инженери кои будно повеќе од 24 часа го следеат целиот процес и како функционираат машините. Тоа беше таа пробно пуштање во употреба и еве сега сме, како што напоменав, на крај на реализација на првиот дел, на што значи одобрување на средствата за исплата и исплата на помошта од ИПАРД за оваа опрема, после што ќе следи едно официјално пуштање на употреба на овој капацитет. Да, се надевам дека нашите гледачи ќе имаат можност да го видат и да присуствуваат и на тој настан, кога Агромакс и официјално ќе ја пушти сушарата во употреба. Моето едно прашање е колку човечкиот фактор има влијание во работата на оваа линија, тоест колку е сето тоа автоматизирано од ложењето на оганот, контролирање на температурата и излегувањето на сливите во прва фаза на сушење. Значи, еднакво важно е. Како човечкиот фактор е нешто што не може да се елиминира, и затоа што, например, котелот има софистицирана електроника, истата таа има и на сушарата, контрола на температура, на влажност. Но ако ложачот не е совесен, не е буден, ако не ложи на прав начин, промените во температурата би направиле страшен проблем. Да. Колку пати се селектира еве сливата? Рековте дека овдека е првата селекција, така? Да. Имаме уште една селекција
понатаму во однос на големината на сливите? Да, значи овде повеќе и за среќа ние немавме голема потреба да селектираме затоа што пак ќе речам и нашите произведувачи знаат да наберат и да не биде тоа мноштво гранки, лисија, скапани сливи, но сепак е тука на човечкото око да направи проценка што треба да оди понатаму, што не. Веќе во фазата на миење и калибрирање човечкиот фактор е 0, че тоа е таа втора селекција каде што свежата слива, уште еднаш ќе повторам, ја селектираме по големина и соодветно на тоа се реди на различни колички, на една е потребно повеќе време, на друга е потребно помалку време, тоа се тие финеси кои се важни, но не многу голем број на вработени, но сериозни вработени кои се посветени на тоа што го прават, затоа што не само нивното присуство и физички труд, туку точно будното око да видат, да селектираат, да проценат што оди, што не оди понатаму во преработка. И така да ја најавиме само следната фаза, значи од кога ќе излезе количката со овие леси, да. Сливата е исушена во одредена фаза, што следува после тоа, чисто да не најавите, па ќе се преселиме токму кај таа апаратура каде што ќе го објасниме тој процес. Значи процесот завршува со празнење на ласичките на маси за да се ослободат за следното полнење. Се ставаат во гајбички, се оставаат одредено време да се стабилизираат. Тие се сега точно во таа фаза на стабилизирање после сушењето, после што одиме кон повторно калибрирање, на овој пат на сувата слива и со тоа завршува оно што значи примарна преработка на сливата. Се наоѓаме во последната фаза каде што сливата доаѓа. Ќе може да ни кажете што се прави сега тука? Гледаме интересни машини и направи кои што претходно не ги видовме. Чи нам доста интересен процес и многу важен за финална обработка, така? Точно така. Ова е просторијата во која се врши финалната преработка на сливата, а именно, кој што реков, ја враќаме во живот. Значи, од влажност 18% со која може да трае, веќе почнува процесот на преработка и тоа последниот редослед. Значи, сливата доаѓа на ова инспекциона маса, како една последна контрола да се види што има, се исипува во казан кој собира 200 килограми слива и потоа почнува процесот на рехидрирање, односно враќање на влажноста на сливата. Нашите пазари препознаваат и ја сакаат сливата која има влажност од 28 до 32%. Генерално тоа се светските стандарди. Откако ќе се изрехидратира, ќе омекне, се става во следниот сат во кој се додава конзерванс во услови кога, нели, зависи од порачката, некогаш порачката е без конзерванс, па сливата е помалку трајна или се додава калиум сорбат, оние дозволени количини за да се заштити, за да може да трае подолго. После што оди на последната маса, каде што се отседува, се лади, за да може да се собере во гајбички и да се пристапи кон последната фаза на преработка во два правци. Тоа е нам таа последна машина? Точно така, тоа е ротациониот спреј конзерватор, една многу фина и многу потребна машина, која, откако, ако сливата се преработва понатаму, а именно и се вади семката, уште еднаш треба да го помине процесот на заштита, зашто сепак во контакт со машина, со човек кој преработува, убаво е да се помине уште еднаш, а и дополнително вртејќи се низ барабанот ја враќа својата убава формичка на геврек, за да потоа се симне на лентата, од која се пакува во рефусните пакувања, 5 килограмски, 10 килограмски, во форма на слива без семка или слива со семка. После што следи пакувањето во соодветни амбалажи и евентуално дистрибуција до крајните потрошувачи. Во овој дел од разговорот ќе ве прашам уште едно прашање, колку нашите земјоделци овоштари знаат што е технички зрела слива? Оти тоа е многу битно и влијае директно на вашата работа. Да, тоа е еден сериозен момент, проблем со кој се содруваме, затоа што нашите земјоделци генерално се научени и ориентирани кон продавање на
конзумна слива. Таа бара исклучиво физиолошка зрелост. Многу пати се случува и да ја нема физиолошката зрелост, пак да не успева да дозрева во текот на транспортот до пазарите. Меѓутоа, за нашето производство, како и за оние, да речеме, преработки во пекмези, па и раки, се ја бара технолошката зрелост. Значи, максималното количество на шеќери, убавата боја, за да, еве како што е, да речеме, оваа слива, да може да има темна боја, да пушти од шеќерите, кога ќе се изрехидрира, да се добие еден навистина квалитетен производ. Проблем ни се случува да дојде зелена слива, која потоа станува црвена, не може да се преработи, но еве година трета, лека по лека почнуваме да се учиме како треба да изгледа сливата. Иако, честно кажано, земјоделците имаат страв да ја остават кога ќе им се рече уште една или две седмици, стравуваат дека ќе опадне и ќе изгубат. Да, ќе изгубат, а не е така. Да, дали може би еве во иднина планирате и некаква добука поорганизирана во оваа насока за земјоделците, значи кога да ја берат, како да ја складираат, како да ја донесат овдека при транспортот да не ја оштетат, или тоа се прави сега за сега стихино на секој оној кој што ќе дојде? Па убавото до сега е што оние кои се наши добавуваат, од кои набавуваме слива се едни исти луѓе, иако, да речеме, првата година и не разбрал, откако се осушило и видел дека има проблем, за следната година веќе внимава, но како и да е, во овој период, зимото, планираме да направиме неколку такви собирања на овоштарите кои се интересни за нас, кои произведуваат слива, да поканиме и компетентни наши партнери кои долгогодишно работат слива, конкретно од Србија, и да малку повеќе поразговараме дека сливата кога е во фаза на конзумна, она е едра, нема многу вода и има зафатнина, но нема тежина, дека фактот дека оставиле да узре и да малку навидум се подсобере, не значи дека е полесна, напротив, има повеќе шеќери, а шеќерите тежат. И се надевам дека низ годините што идат и луѓето ќе научат како треба и се повеќе ќе го сакаат овој вид на преработка, да својата продукција даваат и за наши потреби, а воедно може би за нивни како начин да ја сочува, да не мора да ја продадат веднаш, туку да имате, да речеме, во ваква состојба. Така. Ќе направиме тука една пауза, имаме уште неколку економски прашања пред да завршиме емисијата. Почитувани гледачи, останете на фреквенцијата на наша ТВ. Ете, така стигнавме до разговорот за она што се вели пласман на производите, од кога сливите ќе бидат готови, спакувани, значи подготвени за некој да ги купи. Која е вашата работа по тоа? Значи, каде го пласирате сето она што ќе излезе од Агромакс, колку е тешко или лесно да се најде партнер за тоа да го покаже на некои полици, на некои рафтови во македонски или странски маркети? Во животот сум позната како голем оптимист, како човек кој не се откажува, но сакам да речам дека во напорот да готовиот производ се најде во маркетите, сум ги употребила и ги употребувам сите вештини кои сум ги научила во животот и во школувањето. Исклучително тежок процес и за мене, но и за добар дел од младите компании со кои што лично комуницирам, што може на телевизија да се види. Значи, мислам дека многу поголем број би бил домашни произведувачи, доколку се најдат модули како да се стимулираат дистрибутерите да ги земаат македонските производи за да ги дистрибуираат и начин како да се стимулираат маркетите да кампањата купувајте македонски производи биде вистински ефективна. Јас разбирам дека пазарната економија подразбира еднаквост за сите, но не знам, јас сум мајка, сепак прво ми е моето дете, па потоа останатите, така доживувам и државата. Мислам дека на таа тема треба посериозно да поработат институциите, како би помогнале оние кои се охрабриле
да произведуваат, да го немаат напорот на изнаоѓање дистрибутер и финална продажба, туку да се фокусираат на производството, а сето друго да биде јасно дека ќе се случи. Нормално, доколку купувачот не го прифати производот, нема простор да се лутиме. Но да му се даде шанса. Точно така. Тогаш, кои ви се домашни партнери, каде се продава сега сливата на Агромакс? Дали ја извезовте во странство до сега или е се уште само домашниот пазар во фокус? Значи, прв сериозен партнер на кој сакам да се заблагодарам се Жито Маркети, едни млади успешни момци кои несебично подадоа рака, имам една прекрасна соработка и нашата слива може да се купи во сите маркети, Жито Маркети во Македонија. Вториот, исто многу значаен партнер е Зегин, како Зегин аптеки и Зегин Healthy Food. Мислам дека пошироката јавност знае дека сопственикот има малешевски корени и така тоа беше еден дополнителен стимул и предизвик да ја пушти малешевската слива, малешевската аронија во продажба во своите продавници. Се разбира Мак Петрол како едно одлично рекламно пано зашто секој застанува да наточи гориво и да види што има и како има. И тоа се вака првите три главни важни, нормално помали ланци по градовите со неколку продавници за здрава храна и така, но пак ќе речам исклучително тешко и долго е преговарањето, кога и дури да се има идеја да се направи микс на производи, нов производ, секогаш произведувачот се судира со мислата че ќе го направам и посла. Дури траат преговорите, дури да добиете пристап до полиците во маркетите, може да помине и времето во кој тој производ би бил интересен, да речеме. Истото важи и за дистрибуцијата. Јас ги разбирам дистрибутерите, нормално дека еден дистрибутер кој има разработени марки, кои имаат буџети за реклами, кои имаат, нели се продаваат само на видување, дека е полесно да се работи со такви брендови, но се некако треба да има некаква активност да се стимулира промовирањето, создавањето и промовирањето на нови македонски брендови. Како еден од вашите партнери го споменавте и еден голем бренд, зашто станува збор посебно кога станува збор за аронијата како ваш нов производ, ќе може да откриеме еве на гледачите кој е тој производ и зошто е толку специфичен? Че прво ќе речам како што е важен ланецот преработувач, произведувач, преработувач, дистрибутер, маркет, исклучително важна е комуникацијата на ниво произведувачи, преработувачи. Ние имавме честа, ние вака сакам да соопштам еден за нас многу важен момент, да еден голем преработувачки капацитет каков е Витаминка ја прифати нашата аронија како суровина за понатамашна преработка, имено истата да биде чоколадизирана и пуштена во продажба. Очекуваме за после 2-3 месеци се појави на македонскиот пазар, се надевам и на странските пазари. Многу сме им благодарни и во оваа прилика сакам да ги малку така испровоцирам и останатите големи капацитети да се досетат дека тоа е правиот начин да се помогне да и малите се развиваат и стануваат се поголеми. И така, неколку пати го споменувате банкарскиот сектор во една или во друга смисла. Колку е тој битен? Напоменавте дека зад вас стои една банка која што ве поддржува како партнер, малте не е кажано. Зошто толку го потенцирате тоа? Посебно кога станува збор за една фирма која што се развива? Кога што се уште нема можеби ни доволно капитал, нема доволно поддршка од други страни, па банката е тука како помош. Знаете, споменувам како стимул и провокација за сите оние кои сакаат да влезат во инвестиција од овој обем, помал, поголем, дека е исклучително важно да имаат своја банка, како што јас имам Унибанка како моја банка, која прво секогаш ми е последниот филтер дали една инвестиција
е добра или не. Нивното одобрување, нивната поддршка финансиска значи дека тие веруваат, а сепак се таму луѓе компетентни економисти, финансиери, луѓе кои ги следат приликите, кои знаат каква е надежноста на бизнисот. Мислам дека не мора човек не многу да се налути ако баш нешто и не поддржат. Но вистинската банка значи она кога е тешко, некој малку така убав ветер во грбот да ти дувне и да ти е пријател кога ти е најтешко. Так. Еве, јас во оваа комбинација со оваа банка имам поддршка која е взаемно задоволство. Банката добар проект што го поддржува, јас банка која ми помогнала во моментите кога ми требала поддршка. Топло советувам секој да се ја најде својата банка која ќе го поддржи, затоа што секоја една програма, ИПАРТ или било која друга вели обезбедете ги средствата, направете, а потоа ние ќе рефундираме. Убаво кажано, што е со новите производи во иднина? Дали ќе се задржите само на оваа гама на производи, значи сува слива, дали планирате додадена вредност на ова што до сега па го има, какви ви се плановите? Нашата развојна програма во овој момент е нормално стабилизирање на ова ново младо производство, но намерата е да го зголемиме капацитетот, намерата е да ја прошириме гамата на производи кои се директно врзани со сливата на некаков начин. Тоа во соседството и по светот има секакви комбинации како сливата со разни оревчиња, лешничиња со мелена направена може да се конзумира како здрава храна, нормално сушењето на вошето кој претходно го споменав и се разбира оној многу специфичен сегмент органска преработка на храна. Веќе имаме контакти, има неколку произведувачи на органска слива, имаме и контакти со потенцијални партнери кои тоа би го изнесле надвор, затоа што пазарот на органска храна, посебно во Европа, е широко отворен, затоа што треба да се направат потребните адаптации и задоволување на регулативи за да се дефинира дека нашата преработка е органска. Да, еве за крај, дали што би им порачале на младите луѓе кои што може би и не знаат што да прават со себе, доколку или перспективата гледаат излез надвор од државава, дали може би е добро да се инвестира во земјоделството како една гранка која што во Македонија обезбедува просперитет? Мислам дека заслужува секој да се обиде да остане дома во својата татковина. Кој живеел надвор од татковината знае што значи да се биде надвор и што значи да се биде дома. Секој во светот се труди да дојде до парче земја, а ние почнавме да оставаме земјата, а најголем глад во иднина е гладот за храна и гладот за вода. И во такви услови да се напушти родното огниште, да се напушти земјата која може да се обработи, мислам дека нема смисол и ги охрабрува младите луѓе да помислат да земат, ако веќе немаат своја земја. Иако слушам дека се повеќе насади, бадеми, лешници се проширува ова активност во земјоделието, затоа што тоа е шансата за Македонија да развие примерно производство, да направи продукции и што повеќе еве вака амбицирани преработувачи кои ќе создадат брендови и ќе се представиме и дома и надвор. Јас ви благодарам за учеството во Кажи и направи нешто добро за Македонија. Вие и кажавте и направивте. Чина ми поттурнавте многумина да размислат барем на почетокот да направат нешто позитивно. Ви благодарам уште еднашка и ве следиме и понатаму со вашите нови активности. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, тука е и крајот на емисијата. Поздрав и останете на фреквенцијата на нашата. Кажи и направи нешто добро за Македонија.